Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Знам дека ме немаше неколку недели, беше непланирано, сепак мислам оправдано и не дека немаше книги за кои што може да се зборува или да се направи некаков краток осврт, како и да е. Во ова видео ќе зборувам за еден роман кој што го прочитав неодамна, а тоа е Црна мајка земја од Кристијан Новак. Кристијан Новак е релативно млад хрватски писател во своите 79 година, роден во своји средни 40 години. Црна мајка земја е негов втор роман, има напишано 3 романи, многу имав читано за него, многу фален писател, многу фалени романи, овој Црна мајка земја и неговиот последен роман Циганин, ама најубавиот. Некои сметаат дека е најдобриот современ хрватски писател, некои сметаат дека е еден од најдобрите балкански писатели во моментов, некои сметаат дека ова моје ремек дело е многу подобар роман од последниот, од Циганин, ама најубавиот, некои сметаат обратно. Решив да ги прочитам, да ги читам онака баш хронолошки, прво овој роман, па потоа ќе го прочитам и Циганин, ама најубавиот, и тогаш ќе можам да споредам и да кажам кој ми се допаднал повеќе. Меѓутоа многу слушав за овој роман, многу слушав за овој писател и решив да го прочитам. Ова издание е на ПНВ публикации, Сашо Огненовски го има преведено од хрватски. И ќе кажам неколку зборови за романов, ќе дадам некаква рамка на действието, која што нема да ви го расипе искуството на читање или да ви направам некакви спойлери што ќе ви го расипат искуството. Романот е поделен на 5 дела всушност, од кои што првиот е сосема краток пролог, предговор, има 3 дела од некои си 100 страници секој дел и на крај има еден краток епилог од 2 страници. На самиот почеток, на некои си 7-8 страници, представен речиси како новинарски технички извештај за нешто што се случува во мај и јуни 1991 година. Тоа е во едно село во Меѓуморје, а мора да се објасни дека Меѓуморје е на област меѓу реките Мура и Драва. Тоа е на самиот најсеверниот дел од Хрватска, на границата со буквално реката ги дели Словенија и Хрватска. Тоа е на помала област, со некои си 150.000 жители кои што живеат таму, и действието се случува, дел од действието се случува во едно од тие меѓуморски села или меѓуморски села, и има добар дел од книгата е пишувана на тој дијалект, кој што иако можеби знаете српско-хрватски или хрватски, сепак е многу чуден и тежок за разбирање. И тука издавачот решил да оди со некаков паралелен, да речеме, македонски дијалект и избран е охридско-велестовски. На почетокот можеби малку бев скептик како ќе функционира тоа, меѓутоа мислам дека фино беше вклопено во романот. Мене ми се бендиса и на моменти дури ми беше смешно, ми звучеше, знаејќи го тој дијалект. Значи, во тој предговор се зборува дека во едно село во 91 година се случуваат 8 самоубиства. И има дека тие не добиле вистинско внимание во медиумите, дека има разни теории, дека паднале тогаш почнува да се распаѓа Југославија, паднале во сенка на тие настани. Подоцна некои професорки од факултетот во Загреб го истражувале тие случаи, има разни теории, па дадени се што верувале селаните дека може да е дека некоја секта е крива или дека биле тие членови на секта или дека некој одел од куќа до куќа и ги наговарал да направат, да се самоубијат тие луѓе. Има разни теории и некои дури сметале дека има поврзано со сите тие самоубиства едно дете по име Матија Доранчец, кој што во тоа време има 7-8 години и кој што се однесувал чудно и бил присутен, бил во контакт со секој од тие луѓе пред тие да се самоубијат. И на крајот на тој предговор се пишува дека во 2011 година, значи 20 години подоцна, до една од тие професорки доаѓа ракопис во кој што тоа момче всушност кој што е се сомневале дека е поврзано со тие самоубиства и праќа ракопис во кој што ги раскажува настаните, се сеќава и ги раскажува сите тие настани што се случиле во тоа време во неговиот живот, во неговото детство и поврзано со тие 8 самоубиства. Тука завршува прологот и подоцна има еден дел во каде што го гледаме Матија Доранчец, човек на 30 години, релативно успешен писател, има издадено 2 книги, има потрошено 2 години на ракопис, кој што не го бива, едноставно
пред да го издаде, пријателите му велат дека па и не вреди да биде издаден и така натаму, се го подсетуваат дека е во лоша состојба особено од кога е раскинал врската со неговата девојка, во која што биле во врска одредено време. И подоцна и тука почнува да се раскажува многу модерно, многу современо во Загреб се случува действието за таа нивна врска. И всушност зошто таа врска се распаѓа. И тоа не е никаков спойлер, затоа што тоа е на самиот почеток. Влегуваат во врска, меѓутоа по некое време се испоставува дека всушност овој човек, Матија, овој млад писател, дека неговото детство, неговото минато го има така потиснато што нема никакво сеќавање за тоа што му се случило, за тие трагични настани што му се случило и всушност тој толку го потиснал тоа во тие случувања од неговото детство што веќе не е свесен што е вистината и тој во разни ситуации измислува и лаже, измислува за случаи што му се случиле, а всушност нема поима дали се случили, речи си потсеќа на некаква шизофренија каде што нема една наративна ничка која што го поврзува минатото на еден човек, туку се само изолирани сцени од детството. И значи почнуваат неговите внатрешни демони, како да го наречеме тоа, да излегуваат на површина и тоа е веќе неиздржливо. Таа врска се распаѓа и тој паѓа едноставно во очај, неговиот живот полека се растура на некој начин, се додека еден ден еден збор буквално не биде тригер да му се врати да се отвори, буквално се отклучи да се врати целото негово детство да му се отвори. И тој почнува тоа да се сеќава, да се присетува и почнува да зборува за своето детство. Тука доаѓа вториот дел кој што се не преместува сега од современ модерен Загреб, од животот на овој човек во неговото детство кога имал 5 години. И тука почнува да се раскажува, нараторот е Матија, меѓутоа 5 годишниот Матија. Умира неговиот татко, кој што работи во Германија и тој не можејќи да се помири, да свати што се случува, каде е татко му. Таков сплет на околности, така ќе ги поврзе работите што ќе мислите дека тој го убил татко му и ќе почне да се изолира и ќе почне да тоне во алиенација, во изолација и да станува чудно изолирано дете кое што речи си нема да комуницира со никого и животот ќе му стане пекол. И во тој дел тука почнува да вади и сцени од селскиот живот, од тие митови, легенди поврзани со реката Мура, за тоа како мртвите живеат под реката некаде, па тој мисли дека татко му е некаде таму, па може да некако да го извлече од таму, почнува да навлегува о проблеми или за тоа како не станало местото за мртвите кои што живеат во ридовите, значи таа селска тој селски фолклор, мешавина од легенди, од суеверија кои што го сочинуваат животот на тие селани, полека се вткајува и ова дете ги гледа работите низ призма и на тие верувања и неговиот живот буквално станува хаос, станува пекол. И има многу тука действија во тие 100 страници во тој втор дел, така што нема да зборувам повеќе. Неколку години подоцна се цели действието во третиот дел и го гледаме повторно Матија, меѓутоа сега во периодот кога се случуваат тие 8 самоубиства. Почнуваат 91 година, почнуваат немири во Хрватска исто во тоа време и почнуваат да се случуваат самоубиства на 8 луѓе, од кои последното е буквално дете кој што му е единствениот и најдобриот пријател на ова дете Матија. Поврзане со секој од нив, меѓутоа веќе во оваа фаза ова момче веќе толку и почнува речиси да халуцинира и да живее во еден замислен свет, да слуша гласови, да има замислени пријатели што ќе го убедат дека буквално е одговорен за секој од тие убиства. Меѓутоа на еден како што оди романот, иако можеби почнува малку неубедливо, во последниот мислам дека брилира во последниот дел Кристијан Новак и кога секоја едно по едно не ги набројува само самоубиствата. Всушност има потенцијално измислена приказна за секоја историја позадина за секој од тие самоубиства, што може да е така и ќе видите зошто, а може и да не е така. И едно по едно ќе видите и почнува да ги фаќа селото, да го фаќа некаква колективна хистерија, да оди во црква да се исповедаат, да бараат кривци, да почнуваат да излегуваат сите тие нијанси во еден селски живот, тие суеверија,
та безмилосност некогаш која што имаат сланите, кои што било кој што ќе сгреши се спремни да му извадат некаков прекар, да се подбиваат, да го имаат за шега. И сите тие нијанси и мрачни тајни и мрачни нешта ќе почнуваат да излегуваат поврзани околу тие самоубиства, за да на крај кулминира во една мрачна и тешка сцена и на крај буквално да мора и тоа не е никаков спойлер, тоа што на самиот роман го имаме, да мајката ги земе неговата постара сестра, го земе Матија и побегне во Загреб и на крај има сосема мал епилог од 2 страници. Да, романот е мрачен, да, романот е тежок, начинот на раскажување на моменти, да ако бидам искрени, можеби не беше роман кој што не можев да го оставам книгата и морав да секој наредно поглавје да го прочитам. Малку мачно ми одеше читањето, меѓутоа на крајот мислам дека се исплатеше затоа што многу добро го доловил Кристијан Новак тој селски живот во тоа време, како реагираат и поединци, како реагира колективот, како реагира заедницата на тоа што се случува поврзано со тие самоубиства. Ме потсети малку и на 2666 од Роберто Болањо, каде што буквално на 200 или 300 страници документира убиства кои што се извршени на врз проститутки и млади девојки во еден мексикански град. Ме потсети малку и на тоа. Меѓутоа, од друга страна, потиснувањето на болката, на необјаснетите работи кои што може да му се случат на едно дете, кој што нема вистински супорт, нема вистинска поддршка во тоа време, живее во една селска атмосфера, иако има социјални работници кои што ќе се вклучат, тоа не е на начин на кој што би требало да биде изреагирано во однос на тоа дете и како ќе почне да тоне во неговата психа, во мракот и како всушност тие демони, како тие гласови кои што се потиснати од минатото, секогаш ќе си најдат начин да излезат на површина и да не прогонуваат. Значи, буквално многу психолошки, исто така напнат роман. На моменти ми беше тешко да го сварам тоа и да го поверувам дека е раскажан од перспектива на 5-годишно дете, меѓутоа како и да е, како што идеше како што се движеше романот, мислам дека ја оправда својата репутација. Не знам дали секому ќе му се допадне овој роман. Да, тежок е, мрачен, има болни, има има и чувствителни теми и тешки теми кои што се отворени. Меѓутоа, мислам дека вреди да се прочита или барем да пробате па да видите како ќе ви оди. Не можам да коментирам сега, да донесам заклучок дали ова ремек дел, не би рекол според мене дека е ремек дело, меѓутоа дека Кристијан Новак е одличен писател, дека знае да пишува и дека земал да се занимава со некои тешки теми и мислам дека тоа успешно го направил. За овој роман не би сакал повеќе да должам, сакав само да ви ги дадам контурите на действието и да ви кажам за што станува збор, за каква атмосфера. И ако сте го прочитале, слободно пишете ми во коментари, или ако сте го читале можеби другиот негов роман, слободно исто така пишете во коментари и не заборавајте да стиснете subscribe на каналот и да ме најдете на Instagram и на Facebook како Читачот. Поздрав од мене и се гледаме наскоро со нова рецензија. Чао!